Еве назад во утринската програма на Телма следува рубриката Да си кажеме. Остануваме на полето на политиката, но ќе зборуваме од еден поинаков аспект. На почетокот ќе видиме едно видео кое деновиве беше во фокусот на светската јавност, зборува за еден вид на соочување помеѓу едни од најмоćните луѓе на планетава. Да видиме за што станува збор. Hello. Да, го видовме Владимир Путин, рускиот председател, како излегува од контрола, односно покажува нервоза, прави гримаси и покрај тоа што станува збор за трениран поранешен разузнувач и човек кој веројатно добро знае, односно треба да добро да знае да владее со себе и да се контролира. Во продолжение, почитувани, зборуваме за тоа кој кого треба да чека кога станува збор за средба на двајца државници, а гостин во студиото е Лукреција Маљковиќ-Атанасовска, директор на Академијата за протокол. Добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, добро најдов. Видовме како председателот на моќната регионална сила Турција го извади на некој начин од контрола еден од најмоćните луѓе на планетава, Путин. Ги видовме и гримасите на неговото лице и нервозата, па дури и она подавање на раката високо нагоре кога Ердоган влезе во салата. Како од ваш аспект, како вие ова го гледате? Прво, многу е ретко да се види гестикулација на лицето на Путин. Тој извонредно владее со тоа како ги контролира емоциите, што е резултат на некои други подготовки. Ова е ситуација која што често се случува, иако не секогаш излегува во јавноста, и може да се должи на може да е резултат на три работи. Може да е грешка на двата протоколи. Значи неусогласување на сатница, неусогласување на просторијата каде што може да се сретнат, како што беше тоа случајот со хрватскиот председател неодамна и финската премиерка. Може да е резултат на карактерот на функционерот. Многу често имате политичари кои што едноставно немаат чувство за време. И трето, кој што мислам дека е во овој случај, е кога протоколот е искористен да се испрати одредена порака. Многу често протоколот и покрај тоа што е систем на правила на учтивост, почитување, куртоазија, може да се искористи да кажете некому каде му е местото или да му испратите одредена порака. Значи битка на суети на некој начин, односно сакаше Ердоган да му прати порака на Путин? Знаете како? Например, еве бидејќи го спомнав претходниот случај, беше баш пред 2-3 недели со Милановиќ и со финската премиерка, каде што кабинетот на хрватскиот председател излезе со соопштение дека имало проблем во погрешни простории се чекале, наводно. Овде не видов никакво соопштение, освен оние нагаѓања дека можеби е некаква вратка за оно што се случило пред неколку години кога Да, имено Ердоган и Путин имаат историја на меѓусебно чекање и веројатно Ердоган на некој начин сакаше ова да биде сладка одмазда за неговото чекање во Москва пред неколку години и ако се подготвени и тие други две видеа кога Ердоган и Путин се чекаат меѓусебно, а ова е веќе трета средба на која едниот од лидерите доцни да ги видиме.
О числе войн между Россией и Турцией. В этом зале любая иностранная делегация всегда ненадолго задерживается, ожидая сигнала, что российский президент готов к встрече. Для турецкой делегации время ожидания неожиданно подрастянулось. Эрдоган молчит и смотрит в одну точку, лишь изредка переводит взгляд в другую сторону. Министр иностранных дел Чавушоглу следит за временем и начинает рассматривать зал, в котором оказалась делегация. Тоже делает и зять Эрдогана, министр финансов. Министр обороны Турции, поправив свой галстук, оценил и внешний вид окружающих. Путин му враќа на Ердоган во 2020 за ова чекање во 2016-та и тоа Ердоган чека прилично повеќе од 2 минути и сега Ердоган повторно оваа година во Техеран. Значи си имаат историја двајцата лидери на меѓусебно на некој начин понижување со чекањето или дефинитивно кога се доцни на ваква една средба, тоа покажува непочитување. Но реков со оглед на сегашната меѓународна позиција на Русија, ова е дефинитивно некоја порака. Иако еве гледаме и двајцата имаат некој историјат на меѓусебно чекање, кое што може да е куршлус на двата протокола, меѓутоа овде веќе имаме чекање над минута, па рековте и 2 минути, што е премногу во протоколот да се чекаат толку двајца шефови на држава. За средба на шефови на држави, тоа на исклучителни државници на светски велесили. Да, постои ли некакво правило колку е дозволениот прак на чекање? Па треба да нема чекање. Значи домаќинот е тој кој што треба да го дочека гостинот, како и во секоја ситуација, не мора да е тоа протоколарната, но ова е момент кога двата протоколи многу тесно соработуваат околу сатницата. Постојано се слушаат, влеговме, се паркиравме, на влезот сме, значи мора да има некаква усогласеност меѓу двете служби. Домаќинот е тој што треба да стои да го дочека гостинот, но ниту едниот, ниту другиот не сме да биде доведен во ситуација вака да стои. Добро, Путин беше сам пред камерите и не можеше да реагира, односно мораше да се контролира токму поради тоа што го снима камерите. Дали што предпоставувате по средбата, кога завршила средбата со Ердоган, зборувам за 2016, барал одговорност од својот протокол зошто дозволиле да му доцни Ердоган толку време? Да, секогаш е протоколот виновен, како и да го свртите, да. Дури и кога е добро усогласена сатницата и кога функционерот ќе ви задоцни, а тоа се случувало и кај нас, со многу повеќе чекање, секогаш е протоколот виновен, таква е службата, нели? Секогаш е кога има грешка е протоколот виновен. Кој кого чека кога станува збор за средба на двајца државници? Домаќинот треба да биде во просторијата пред да влезе гостинот и да го пречека? Да, но тоа треба да е минимален временски простор едниот да чека. Значи би требало практично дури да биде истовремено. Домаќинот да чека, меѓутоа гостинот да влезе. И тоа тешко се усогласува, меѓутоа досега немало, да кажам, некакви страшни проблеми. Овде ви веламе намерно, очигледно е дека е намерно. Се зборува дека Путин имал таква пракса да ги остава своите колеги, шефови на држави, премиери, други државници, па дури и папата од Ватикан да го чекаат. И тоа не само со минути, туку и со часови. Се зборува на ниво на непроверена информација, меѓутоа ете има шпекулации дека дури поранешната германска канцеларка Меркел во Москва чекала да биде примена од Путин повеќе часови, не само минути. Тоа само покажува една негова карактерна особина и позиција на моќ, која што тој сака да проектира кон другите. Добро, меѓутоа еве ако не постојат стрикни протоколарни правила, можела Меркел да рече откажувам посетата на Москва и да процени дека меѓутоа секогаш треба да водите сметка и за последиците од таквата реакција. Имало и кај нас гости кои што чекале и повеќе минути, меѓутоа ако го напуштите состанокот како знак на протест, треба секогаш да измерите што може тоа да предизвика. Така што понекогаш е подобро да почекате или нели имаше ситуации кога во кабинетот на Ердоан Урсула фон дер Лајен стоеше нели на состанокот, немаше столче за неа и секогаш е добро дипломатски да се пресмета ако си заминам што ќе предизвикам.
Така што ретки се тие случаи каде што треба да покажете таква реакција. Рековте, ова може да се толкува како силна политичка порака на Ердоган кон Путин во сенка на војната во Украина. Апсолутно, мислам дека тоа е случајот. Меѓутоа, во исто време политички гледаме дека Турција сака да се доближи до БРИКС, до онаа унија што на некој начин ја предводи Русија. Па од тука сум збунет зошто го остава да чека лидерот на најмоќната земја во БРИКС, а во исто време политички пак и економски се доближува кон тоа. Видете, Турција сега во моментот наоѓа еден пат, дали ќе се приклучи кон западниот блок кој што наметнува одредени санкции кон Русија, а сепак да одржи некаква врска со Русија, нешто во стилот на српската позиција. Меѓутоа, оваа ситуација конкретно покажува дека Турција полека се приближува кон оние држави кои што веќе се обидуваат да изолираат Русија политички, а за економски тука постојат други елементи кои што би требало да ги разглабаме на долго и широко. Нема правила дека, условно кажано, лидерот на помалата земја, помалку моќната, треба да го чека? Не, таква нешто е недозволиво. Владее во протоколот принципот на суверена рамноправност, каде што сите држави го имаат истиот третман, сите шефови на држави и шефови на влади го имаат или би требало да го имаат истиот третман. Еве го видеото кога Ердоган чека. Сладката одмазда ова на Путин е во 2020 за чекањето во 2016. Еве, можат гледачите дури и да видат кои се тие гримаси на лицето кога се сте оставени да чекате. Нели, кај Путин имаше гризање на омрази и нервоза, овде е очигледна некаква лутина, да речам. Дефинитивно не е пријатна ситуација и секогаш протоколот ќе си го добие заслуженото за ваквите куршлуси. За жал. Еве, оставиле и да одбројува секундарникот, ќе видиме, мислам дека ќе одиме до повеќе од минута и нешто. Тоа е многу, тоа е многу. Тоа е многу. За ваква средба тоа е многу. Дали постои правило кој кого пречекува на аеродром? Бидејќи сме биле сведоци кога шефот на држава доаѓа, нашиот шеф на држава го пречекува во вилата, а на аеродром испраќа пониско ниво на дипломати кои треба да го пречекаат странскиот државник и да го доведат на официјалната средба. И тоа е работа на договор. Најчесто се испраќа еден пратител, односно човек кој што постојано ќе следи гостинската делегација. Може да се испрати висок представник на институцијата, амбасадорот на државата од каде што е гостинот, а шефот на државата или шефот на владата да си го пречека гостинот во резиденцијата или во зградата каде што работи. Меѓутоа, имало случаи во минатото и кога тие дочици се правеле на пистата на аеродром. Меѓутоа, заради фактот што сега тоа е малку логистичко непрактично, затоа што треба да постелите килим, треба да имате гарда и целиот тој дочек да се направи на писта, имате комерцијални летови, па тоа се затвара и така натаму. Дури и службените лица патуваат со комерцијални авиони, значи треба да се организира, да излезат патниците кои што се во авионот. И тогаш е тоа малку непрактично, па официјалните дочеци се организираат, како што рековте, во резиденцијата, пред владата и така натаму. И кога се вратиме на домашен терен, сме биле сведоци во минатите години, барем оние луѓе што по-блиску ја следат политичката сцена, виделе, забележале повеќе гафови кога станува збор за нашиот македонски протокол во врвните институции и владини државни функционери. Сега би ве прашал колку нашите политичари се подготвени протоколарно, дали ги следат, дали имаат обуки по протокол пред да станат на некоја функција, пред да ја преземат одредена функција и дали ги практикуваат тие манири? Вака да ви кажам, она што е најважно за политичарите да знаат е никогаш да не ја потценуваат улогата на тие служби. Тоа значи дека треба да се подпрат на тимови кои што се искусни, кои што имаат познавање, луѓе кои што се техничари. Протоколот е техничка служба, значи организирање и се она што вклучува протоколарни активности. Наместо во своите кабинети да имаат луѓе за протокол на кои што тоа им е прво вработување. Или пак никогаш не работеле протокол, или пак работеле, не знам, нека помала институција. Ајде да бидеме малце поконкретни. Вака на прва можам да се присетам на неколку
чекање, и тоа на високи европски функционери од страна на поранешниот премиер Никола Груевски, кој имаше обичај да доцни, да се со одредено задоснување се појавува и на настани кои беа закажани. Па освен тоа што ги на некој начин нервираше новинарите и јавноста и сите бизнисмени кои го чекале, умел тоа да го прави и со странски државници. Сведоци сме дека, ако можеби некој се сеќава на онаа средба, германската канцеларка Меркел исто така го чекаше, мислам во Берлин, на еден мини Го самит. чекаше и Китаровиќ тука. Да, имаше неколку. Е така, за разлика од чекањето во времето на Груевски, потоа кога се смени власта, сведоци бевме на низа гафови на протоколот на премиерот, на владината служба, на владиниот протокол, кога ги измешавме знамињата на повеќе земји. Мислам дека австрискиот канцелар го пречекавме со латвиско знаме или нешто така беше. Да, тоа има гафови, како и во секоја држава. И сега да се вратиме чекор наназад на оно што го кажав. Нашата земја, за жал, не успеа да воспостави единствен државен протокол. Нешто што ќе беше многу попрактично, нешто што го има и во другите држави, односно служба, која што ќе биде одговорна за протоколот на сите, да речем, главни институции, председателот на државата, премиерот, собранието, МНР и така натаму. Оно што се случува кај нас е што имаме служба која што се нарекува државен протокол, но де факто не е, тој е протоколот во МНР. Служба на луѓе, професионалци, кои што си имаат знаење, си имаат вештини, имаат искуство, луѓе кои што се во таа служба без разлика на менување на министри, менување на влади и така натаму. Нормално, со нормална флуктуација, пензионирање и така натаму. Проблемот е што во другите наши институции, како што доаѓа нов премиер, нов шеф, нов председател, се менуваат тие луѓе. И тука таа служба се лишува од континуитет. Доаѓаат нови луѓе, некои се искусни, некои помалку искусни. Некои прво вработување, како што рековте. Да. И сега, кога имаме вакви настани, како што беше тоа со знамето, имате неколку вклучени служби. Токму за тој случај, кога беше знамето, мислам Курц дека беше во посета, имате сега тука и служба на МНР, имате и армијски протокол, имате и протокол на влада. И тука имате, можно е да имате некаква некоординирано, затоа што сите тие протоколарни служби одговараат на свој шеф. Наместо да има една служба која што ќе има еден шеф, кој што ќе биде постојан шеф на протокол, кој што ќе обезбеди континуитет и така натаму. Па во една друга пригода скративме дел од химната, веројатно за да не ги навредиме нашите источни соседи во екот на овие македонско-бугарски Па тоа се тие арбитрарни одлуки кои што допираат до јавноста и кои што гледате предизвикуваат револт. Улогата на протоколот е се да помине мазно, никогаш да не се обрука ниту лицето за кое што го организирате тоа, а најмалку пак државата. И пак ќе повторам. Токму тие служби, одбирање на луѓе кои што се не секогаш кадарни, доведуваат до такви случаи. Секој протоколџе мора да има и знаење. Вие не можете да работите дипломатски протокол ако не познавате дипломатија, ако немате некаква знаење од политиката, ако не следите што се случува во светот. Се сеќавате на промашувањето кога го пречекавме папата во 2019-та? Некој на испраќањето не одеше по црвениот килим. Не можам конкретно да се сетам на тој Делот случај. Да, нашата меѓутоа тоа беше делегација. посета која што генерално беше добро организирана, се разбира со помош на Ватиканскиот протокол, затоа што сепак папата Ватикан има специфичен протокол за кој што ние и не мора да бидеме стручни. И сега, за разлика од политичкиот, односно дипломатскиот протокол, кога станува збор за деловниот протокол, какви се вашите сознанија за нашите бизнисмени врвни, кога патуваат на светски форуми, саеми и големи економски настани, па кога склучуваат сделки со светските партнери, например, има многу различни култури, нели? Да. Па постојат и различни правила. Например, еве интересно е во арапскиот свет, мажот не треба да ја пружи рака прв на деловната жена, без разлика дали кој кого пречекува и кој и од каков формат е средбата. Па и бизнисмените се представници на нашата држава, многу често патуваат, учествуваат во тие меѓународни контакти, на саеми и така натаму, деловни преговори. Тоа значи дека и тие треба да знаат кое е вистинското однесување и каде, особено ако одат во друга култура. Има специфични култури, како што ги спомнавте вие,
каде што мора да се внимава токму на тој културолошки сегмент. Да, во арапските земји, каде што е по-строг, по-конзервативен, исламот, например, имате едни правила. Во азиските држави имате други правила, каде што пак владее некој принцип на скромност, каде што, например, на состанок не смеете да се вклучите во дискусија, зборува само вашиот шеф, вашиот министер, вашиот директор. Тоа е типично, например, за Кина, за Јапонија и така натаму. Овде во арапските земји и во сите тие муслимански земји од Блискиот Исток, да, контактот физички меѓу жена и маж не се практикува, дури тоа е земено и во дипломатскиот протокол, кога имате официјални лица од таму. Немате поглед, контакт со поглед со спротивниот пол, никакви физички допири. Дури се избегнува и да имате жени во делегациите, токму за да не го усложните тој процес. Кога станува збор за представувањето, по кој редослед се представуваат гостите? По хиерархија? Да. Висина на функција, да. значи. Или хиерархија, или пресеанс во дипломатскиот протокол. И ако пак се вратам на политиката, поранешниот премиер Зоран Заев знаеше да демонстрира поголема блискост со одредени државници, ако навистина имале такви односи, па дури одреден степен на понизност надвор од оние протоколарни правила. Дали тоа излегувало од советите на протоколот или пак може ли протоколот да влие и да му укаже како треба да се однесува Мора една да држава? влија и мора да укаже. Затоа е таа служба таму. Ниту премиерот, ниту председателот, ниту еден функционер не мора да биде стручен за протокол, туку треба да се слуша службата и се враќаме повторно на тоа дека службата треба да е и со познавање, и со искуство, и со вештини, способности. Да, двајца политичари, двајца функционери од различни држави можат да имаат поблиски односи, во смисла на пријателство меѓу двете држави. Тоа знае да се покаже и на друг начин, преку начинот на ракување, преку допирање на лактот, допирање на рамото, па дури да ви кажам, може би некогаш и бакнување во образ, иако се ретки тие случаи, меѓутоа ништо повеќе од тоа. Кое што не е дозволено? Која е крајната граница? Па добро, еве ова што велите вие, некоја понизност, па не знам, да чекате, па да дозволувате секогаш другата страна да го има главниот збор, или да се ставите во позиција на инфериорна држава, на инфериорен функционер, тоа е недозволиво. И на крајот неколку куси прашања, односно со куси одговори би ве замолил, бидејќи сакав повеќе да поставам. Например, кога се подпишуваат договори билатерални помеѓу две земји, има правило дека нешто не смее да има на масата. Да. Што? Вода и цвеќе. Зошто? Цвеќето го сокрива моментот кога пенкалото ја допира хартијата, значи ништо не треба да го попречува погледот, а водата е логично. Замислете да ви се истори вода врз званичен документ. Така, кој амбасадор го ословуваме со екселенција? Дали сите? Не, тие што се сега во мандат. Поранешните амбасадори? Со амбасадори. Да, еве го гледаме, Заев го пречекува Курц со погрешното знаме, веројатно. Ги спомнавме различните култури и народи, некои од нив не признаваат подпишување на договори со одреден вид на боја на пенкалото. Пенкалото мора да е сино. Мора да е сино во сите случаи? Па да, затоа што црното пенкало може да сугерира фотокопија, така што се предлага да биде сино и секако да биде со мастило. Меѓутоа, мислам дека кинезите не признаваат црвено. Кинезите не признаваат црвено, затоа што црвеното мастило во Кина се користело за подпишување на смртна казна. Така што е и тоа еден детал што треба да се знае кога се работи со кинези, да не се употребува црвено пенкало, црвен фломастер и така натаму. И она што е, например, исто типично е што нашиот архиепископ секогаш се подпишува со зелен. Тоа е типично за МПЦ. Така. Посебен протокол. Да. Кој кога дава бизнис карта, деловна картичка со своји податоци, дали државниците меѓу себе треба да разменуваат бизнис карти? Државниците не се разменуваат бизнес карти, затоа што се познаваат, меѓутоа кога има размена на тие деловни картички, секогаш прв треба да даде тој што е повисок по ранг. Дали условно кажано може да се смета за грешка на протоколот и кога на поранешниот премиер Заев му се јавија руските пранкери, кога мислеше дека разговара со Тунберг, со еколошкиот активист, а потоа и со некои од државниците, мислам. Па не знам како одел од тоа
приклучување на линијата, дали било тоа директна линија или одело преку некаква централа. Затоа прашав како државниците ги разменуваат телефонските броеви. Како Зоран Заев помислил дека разговара со Столтенберг, а службите претходно тоа не го провериле? Искрено да ви кажам, бидејќи јас сум била во ситуација да го правам тоа, да спојувам телефонски разговори со моите шефови, можеби понекогаш е тешко некако да препознаете, меѓутоа, ете, се лизнал премиерот на таков еден повик, таа требало да помине неколку филтри на контрола, ама се случило. Лукреција Маљковиќ-Атанасовска, директор на Академијата за протокол. Ви благодарам многу за гостувањето во Телма и за овие анализи на последните актуелни настани што го окупира светското внимание. Ви благодарам. Почитувани гледачи, останете и натаму со Телма. Продолжуваме со редовните содржини. Во студиото се враќаат Ивана и Ненат.